Благодарам. Господин Мисовски, почитувана Никола, вага се. Не сакав да зборувам за она што било и како било. Треба да гледаме што се случува сега и што треба да се случува во иднина, но не бегаме од таа дискусија. 2007 година 10% зголемување на платите на државната администрација, вклучувајќи и на наставниците. 2008 година уште 10%. Знаеме и ние и ви 2009-10 веќе фаќаат светските и европските економски кризи. 2014 година нови 5%. И ако не беше оваа политичка какафонија што се случува, што испровоциравте овие 4 години, верувајте 2018 година, оваа година, споредбено со 2014 наставниците во Република Македонија ќе земаа плюс 20% плата. Ова никогаш не сакам да ви го потенцирам, но вие сте единствено одговорни за она што денес наставниците во Република Македонија им се одземени тие 15% зголемување на плати. Во однос на талентираните ученици, видете, немате ниту една нова стипендија за талентираните ученици во Република Македонија или за талентираните студенти. Што направи претходната влада, морам ова да ви го потенцирам. За запишан студент на математика, на физика, на хемија, 300 евра месечна стипендија. Па тоа го нема никаде во ние на држава, во нашето обкружување, па може би и пошироко. На секој студент што ќе се запише, матурант што ќе се запише, се извинувам, колега Мисовски, на 100 најдобри факултети во светот му се одобрува целосна стипендија. Па тоа е мислена именка кога станува збор или компаративно со некоја претходна влада, а еве гледаме и со оваа влада, а веруваме и со некоја идна влада. Дај Боже да ги зголемите стипендиите за талентираните ученици. Тие се иднината на оваа држава. Ќе се согласиме и ние и ви. Но проблемот е што едно зборувате кога сте опозиција, а сосема друго правите кога сте позиција. Тоа е проблемот со СДСМ и со коалицијата. Се извинувам, вие не сте СДСМ. Ви благодарам.